Добро вечер. Јавното зеленило и паркови во градовите може да се каже дека стануваат мислени именки, а тоа го покажа и извештајот на државниот ревизор. Урбано живење во бетонски џунгли. Граѓаните кои живеат во градовите имаат се помалку место и простор каде може да се прошетаат, да се релаксираат со своето семејство, со своите деца, со милениците. Речиси ниту една од 34 урбани општини во Македонија, односно општини чие седиште е во град, не го исполнува законскиот минимум од 25 метри квадратни јавно зеленило по жител. Како се пресметуваат законски пропишаните 20% зеленило? Јавниот наспроти приватниот интерес. Мал број општини имаат важечки генерален урбанистички план. Половина од урбаните општини со години не инвестирале ниту денар во нови зелени површини, постоечките речиси и да не се одржуваат. А дозволи за градба секогаш има повеќе од доволно. Ова се дел од прашањата и темите на кои што ќе разговараме со моите гости во вечерашната топ тема. Тоа е Тања Пауновска, представник кој е тука како представник на Министерството за животна средина. Добро вечер. Добро вечер. Со нас во студиото е Дарко Костовски, представник на ЗЕЛС и градоначалник на општина Бутел. Добро вечер. Добро вечер. А секако тука е и Тања Чакулев од невладината одва иницијатива. Добро вечер. Добро вечер. Ќе почнам со невладините, ќе им дадам простор прво на нив. Чакулев, извештајот на државниот ревизор го видовме сите, го видовте и вие, го потврди тоа што ние го гледаме со голо око кога се движиме низ Скопје, одиме на работа, излегуваме. Квалитетно урбано живење, постои ли тоа и може ли воопшто да зборуваме на оваа тема? Барем во Скопје, според вас. Па мора да зборуваме на оваа тема. Зошто ако продолжиме на овој начин, ни нема спас. Значи ќе биде се полошо и полошо и полошо. Меѓутоа, ако само зборуваме на оваа тема во смисла да само констатираме што не функционира и што ни фали и што нема, а да не промениме на вистина коренито тоа што треба да се смени за да видиме различна слика, тогаш само знаеш ќе се среќаваме вака и ќе констатираме се поголоша и поголоша ситуација. Мора суштински да има еве на пример општините, зошто е во државниот завод во извештајот на ревизорскиот извештај баш беше наведено дека околу 50% од урбанистичките планови се изготвуваат од приватни инвеститори. Да, тоа е една од темите што ќе зборуваме тука. Јавен или приватен интерес? Значи тоа е приватниот интерес пред се. Во Скопје многу повеќе, сигурна сум, од 50%, бидејќи ова е просекот за сите општини со центар во град. Приватниот интерес, ако преовладува, онда го имаме ова што го викаме ние урбано дивење, се е по ДУП, се е по закон, се гради, значи се добива градежна дозвола, се носат тие планови во советите, тука се и советниците одговорни, бидејќи на крај советникот ако не дигне рака, тој урбанистички план не може да биде изграден. Точно. Така да има повеќе фактори тука, меѓутоа јас суштински би кажала дека мора да се смени, ако сакаме да видиме некоја поинаква слика, мора да се смени начин на финансирање на општините, значи таа децентрализација да отиде чекор понатаму, да не зависат постојано од тоа комунали и големината исто на вработени, значи во општините мора да се намали. Знаеме дека општините, тоа е општо познато, се место каде што партиски се вработени најголемиот дел, значи на луѓе, значи служат за партиски вработувања. Општините треба да бидат мали, ефикасни, со стручни лица, за да може да ги обавуваат функциите во интерес на граѓаните. А тука доаѓаме и до урбанизмот. Значи, сегашниот закон за урбанистичко планирање, начин на кој ги дава опциите, вели, може приватен инвеститор да изработи урбанистички план, може јавна установа, што кај нас нема и не се случува, а може и на општината да го изработи, меѓутоа со јавен повик, каде што може да ни се случи, како што се случи во општина Центар, 1 денар за метар квадратен, тоа беше за Holiday Inn, спроти Holiday Inn парцелата. Значи, кога има јавен повик, повторно се соочуваме со приватен интерес. И тука губиме сите. И тука губиме. Ако не се смени, значи, според нас, мора радикално да се смени, да се забрани изработување на урбанистички планови од
приватни инвеститори, приватни лица, да се забрани и јавно надавање, него само општините да се изработуваат преку јавни установи. Законот го има тоа, меѓутоа таму се спомнати само генералните урбанистички планови. Кога би имале ние секоја од тие поголеми општини, кога би имала јавна установа за урбанизам, што е наведено во законот, меѓутоа треба да се редефинира што се може да прави, и кога тие би изработувале и кога на централно ниво би имало помош за помалите општини, онда нема да го имаме овој хаос. Еден урбанистички план од 2 хектара чини околу 15.000 евра. Ќе ни каже градоначалникот. Ова е јавно надавање, сакам да кажам. Значи, кога самите ќе го изработуваат, цената ќе биде сосема различна. Се вратиме пак на урбанистичките. Костовски, еве ја слушнавте, Чакулев, слушнавте невладините кој е ставот нивни. Да. Ревизорскиот вика дека ГУП-овите во 22 општини не го исполнува законскиот стандард од 25 метри квадратни по глава на жител, а во суштина речиси ниту една не успева да ги исполни. На што се должи ова? Дали ова последица на нефункционална институционална рамка, на што се должи оваа ситуација и секако како е во вашата општина? Најнапред да ве поздравам сите и благодарам за поканата. Благодарам. Може би ќе звучи чудно, но мојот став поврзан на темава уште потврд од тој што го слушнавме од Баш ме интересира. невладиниот сектор, и тоа можам да го докажам со примери со моето работење како градоначалник на општина Бутел. И би сакал да истакнам дека она што ќе го говорам, можеби ќе го поврзувам тесно со примерот свој, поточно од моментот кога ја администрирам општина Бутел, но мислам дека тоа е и најдобриот начин, бидејќи нема да биде само гола реторика, туку ќе бидат факти кои што ќе бидат изнесени на маса. И она што е многу важно, ќе го напоменаме, дека кога пред изборието говорев за сето ова што се надевам ќе имам прилика денеска да го истакнам, дека ќе се случува на територија на општина Бутел доколку ја добијам довербата, морам да истакнам дека недовербата кај граѓаните беше голема и буквално во погледите забележував недоверба по однос на тоа што го ветував. Она што можам да го посочам како бројки поврзано со зеленилото, што се фактичка состојба е тоа дека во овие 3,5 години, скоро 4, мандат општина Бутел инвестираше во нови 70.000 метри квадратни зеленило. Некаде околу 150 милиони денари се вложени директно во зеленило, поточно во се она согласно законот за урбано зеленило што спаѓа под зеленило, а тоа е целото она интензивно одржувано зеленило, како пред се паркови, потоа зелени плоштади, спортски терени и детски игралишта. Сето ова беше во мојата агенда пред да станам градоначалник, и на успешен начин сето тоа можат граѓаните да го гледаат дека на дело се случува. Не знам, ќе го споменам, или па ако ги издвојам само парковите, например, паркот кој што се изгради покрај реката Серава, која што целосно се уредува и коритото и зеленилото околу неа, после 30 години на територија на општина Бутел добивме околу 5000 метри квадратни зеленило само на оваа територија. Во моментов се гради огромен парк во населбата Радишани на третиот влез од 10.000 метри квадратни во вредност од некаде 20 милиони денари. Имаме еден огромен парк, тој уште на почетокот го направивме во соработка со градот Скопје, морам да го споменам тоа, во заедничка соработка во населеното место Расадник, исто од 5000 метри квадратни. Околу 30 депонии на почетокот успеавме да ги исчистиме и на најголемиот дел од нив да веќе дае тоа зелена површина и граѓаните тоа можат да го забележат. А не случајно ги спомнав спортските терени, зборувам за отворени спортски терени и детските игралишта, бидејќи мислам дека покажавме еден пример и динамика на територија на Република Македонија од каде што можат буквално да учат сите општини и некако оние кои што се искрени тоа можат да го забележат. Изградивме околу 20 спортски терени вкупно и секое населено место доби спортско-рекреативен центар. Што значи тоа? Тоа значи неколку спортски терени, пример фудбалски игралиште со зелена трева, игралиште за баскет со посебна подолга, парковски дел каде што можат луѓето да рекреираат, детско игралиште, се со цел овие територии да бидат достапни за граѓаните да можат да рекреираат, но и на долг период овие територии кои што можеби некој
претходно, а и со факти можам тоа да го поврзам по однос на одредени територии, го гледал како место за нова зграда и така натаму, значи на некој начин се заробуваат, условно кажано, во простор каде што вечно ќе биде за граѓаните ретко кој ќе се осуди да сруши спортски терен за утре да изгради нешто. Имало такви примери, но јас сметам дека тоа беше вака еден сигурен начин поврзан со тоа. Сега стигаме зошто не го следат вашиот пример други општини? Вие наведовте кај вас у општина дека имате 70.000 метри квадратни, 150 милиони денари. 70.000 по однос на овој мандат, а вкупно е верувам повеќе, да. Ново, да, како што кажавте. Сега зошто не ве пратат вас други? Знаеш како, сега можеби друга тема ќе биде поврзана со градбите и така натаму, но целиот мој пакет пред да бидам градоначалник кој што го понудив беше директно спротивставување на урбаната мафија. И тоа го направив директно и можам да го поентирам и да го објаснам. А како одговор на сето тоа е раззеленување на територија на општина Бутел. Она што сакам да го кажам е дека да, можеби треба да се променува генерално политичката свест и можеби тоа е најважниот момент. Иако пред 10 години некако со подсмев се гледаше на одредени теми кога ќе забележиме дека е на кампања во Германија, например, клучна тема е кој повеќе зеленило ќе понуди. Но јас таа кампања ја водев, значи буквално кампањата на општина Бутел беше буквално со зелена агенда и навистина тоа во моментот се случува. Кога ги споменувате другите општини, не знам. Кога доаѓавте од вашата општина до тука, што гледате? Да, за жал во општина Бутел претходникот мој направи малце едно урбано дивење кое што навистина не личи на ништо, без ни најмалку политички ова да биде сватено, немам таква цел, особено вечерва. Да, за жал се случува нешто што можеби се граничи со непринципиелност, би рекол, затоа што јас не можам да разберам кога седите и разговарате или во ЗЕЛС или во партија, затоа што има и многу градоначалници од вашата партија и сега, на пример, вие сте постигнали, идете кај него, го гледате, него прашуваш, шо правиш? Дискутираме често на оваа тема, но јас можам мојот став да го изнесам. Не можам да разберам како може некој свесно да го наруши мирниот начин на живење во сопствената општина. Еве ќе ви илустрирам еден пример од една соседна општина која што нема да ја споменам, претпоставам сите ќе знаат која. Многу граѓани знаат да дојдат во општината, се обратат и да побараат на јавна лицитација да купат одредено парче земја затоа што живеат таму веќе во условно кажано во лудило. Сепак станува збор за чиста свест, не знам. Ако човекот кој што во суштина значеше либерализам, таткото на либерализмот Џон Лок велеше без тешки принципи во политиката, во овој случај јас не би се согласил. Во овој случај баш напротив, треба да има цврсти принципи врз кои што треба да истрајате, бидејќи да не заборавиме, сега ќе бидам малци подиректен. Кога ќе се судрите со сето тоа, со тоа урбано дивење, вие ќе се судрите и со многу големи мокници, одредени притисоци и така натаму. И сето тоа вие треба да го имате во обзир пред време. За тоа што се случуваше во Бутел низ целата таа борба која што ја истерав јас заедно со мојот тим, за тоа веројатно може да се сними и еден краткометражен филм, но она што е многу битно е дека принципите на еден политичар, особено она што ќе го вети пред изборите, сигурно дека треба да останат. Знам дека можеби ова малце звучи чудно, но она што е многу важно што граѓаните на општина Бутел имаат вратена доверба и еве нека биде апел до сите мои колеги да се борат на сличен начин со овој проблем. А потоа ќе истакнам поврзано и со градбите, за да ме разберете за што точно зборам. Важи. Стигнавме до вас, госпоѓа Пуновска. Министерство за екологија, за животна средина и просторно планирање, се извинувам, така е, ние го велиме екологија. Како гледа Министерството за екологија на зелена инфраструктура? Дали е тоа, според вас, прашање на социјална еднаквост, за да имаме сите пристап до тоа, сите да може да имаме бенефит од тоа, со оглед на фактот што го потврди ревизорот, дека граѓаните, еве конкретно зборувам, сега, бидејќи сите во студиово сме во Скопје, ги немаат тие 25 метри квадратни.
Точно, Министерството има голем број на стратегии кои што ги има донесено во текот на изминатите години, кои што почнуваат да се спроведуваат, некои се и во поголем обем спроведени и кои што се од различни области, од областа на отпадот, од областа на заштитата на природата, управувањето со квалитетот на воздухот и така натака. Во сите тие стратегии делот со урбаното зеленило е вметнат. Тие стратегии не се еднонасочни само на еден дел да се однесуваат. Урбаното зеленило, односно зеленилото воопшто во овие стратегии е еден дел од целата работа на Министерството. Меѓутоа, во текот на 2018 година беше донесен закон за урбано зеленило, каде што се започна конкретно со правна рамка за водење на сметка на урбаното зеленило. Посебно е нагласено урбаното зеленило, всушност ова е закон за урбано зеленило, со оглед на овие проблеми кои што претходно ги стакнавте и вие и соговорниците. Во таа насока Министерството, откако е донесен законот, согласно надлежностите кои што му се дадени во законот, донесе подзаконски акти, односно правилник, кој што е доста битен за урбано зеленило, каде што се дава начелото за подготовка на оние стратешки документи, планови, кои што се битни за урбаното зеленило, затоа што без законска рамка, без стратегии и планови не можеме да зборуваме за некоја реализација и за некои работи во иднина кои што ќе ги работиме со цел и онака планирано. Така што Министерството цело време е во тек со овој дел, меѓутоа се работи за релативно нов закон. Останатите закони од областа на животна средина се донесени во текот на 2003-2004 година и така натака. Добро, 2018 веќе 7 години. Министерот Нуредини го донесе, така? Да, веќе 7 години. Не беше од 2019, пред него е. Пред него? Пред него. Година пред него. Меѓутоа имплементацијата на законот главно е дадена на општините во законот. А контролата е кај вас? Меѓутоа контролата над општините. Да. Контролата на општините се однесува само на делот со планските документи. Дали се донесени планските документи од страна на општините и се разбира реализацијата нивна. Меѓутоа во друг дел Министерството нема никоја надлежност, а морам да кажам дека целата област животна средина, околу 80% од надлежностите кои што се предвидени во сите 12 закони, сега и 13, спаѓаат на општините. Општините се одговорни за имплементација на тие закони. Околу 20% припаѓаат на Министерството во однос на носење на дозволи и останати управни постапки. Се разбира, политиката ја води Министерството за животна средина и просторно планирање. Меѓутоа, реализацијата на законите останува во најголем дел на општините. Добро. Одиме кај вас. Просторен план. 4 години доцне. Да. Според вас колку влијае на проблемот? Влијае многу. Не може да не влијае, бидејќи просторниот план е уставот, што се вели во целото просторно урбанистичко планирање, највисоко стои и потоа врз основа на сите тие податоци се прават генералните урбанистички планови, па потоа деталните урбанистички планови. Тоа значи дека сега се што се прави и се повикува на просторното планирање и податоците од тамо е врз основа на застарени податоци, што не смело да се случи. Меѓутоа, проблемот настана уште и кога се одвои законот за урбанистичко планирање од просторното планирање и се донесе закон за урбанистичко планирање, меѓутоа не се донесе закон за просторно планирање. И ден денес го немаме донесен тој закон. Иако е со години, еве вие може да кажете подобро зошто толку долго трае тој процес за изработка на еден едноставен закон за просторно за Министерството, што побрзо да се донесе тој закон. Ама со години, јас знам дека уште од што го блокира против? Значи мандат со години, еве го тука е нацртот, е тука е нацртот. Најпрво идејата беше да се, како што беше претходно закон за просторно и урбанистичко планирање, да има дел за просторно планирање, меѓутоа со оние надлежности кои што ги има Министерството да биде опфатена во една целосна законска рамка. Во тој период, кога се носеше новиот закон за урбанистичко планирање, најверојатно немаше некоја политичка волја
за да се средат овие барања на Министерството на животна средина, се донесе закон само за урбанистичко планирање, со тоа што за просторно планирање остана една празнина. Таа се уште постои, меѓутоа законот за просторно планирање започна да се спрема уште пред неколку години, има ангажирано и стручни лица од Министерството се во работна група, интензивно работат, стигнате во некоја крајна фаза, имаше јавна презентација, беа собирани забелешки од сите релевантни институции, се уште се врши усогласување со забелешките кои што ги имаат дадено останатите релевантни институции. Во најскоро време би требало да биде законот веќе. Зошто ве прашувам? Еве пак ќе се вратиме на тие 25 метри квадратни, што вака може не значат многу, не ако можеш да ги визуализираш. Ма тие 25 метри квадратни, мислам дека вие ќе се сложите со мене, влијаат на квалитетот на нашиот живот, влијаат на здравието, влијаат на се. И кога велиме сега просторен план нема 4 години, законот за просторно планирање го правиме 4 години во работни групи. Но и повеќе од 4 години. 4 зборуваме за 4 години, за 4 години многу повеќе од закон се носи, така? Точно, тоа е следниот чекор на Министерството, меѓутоа без стратегија, без план, без зелен катастар, кој што документи треба да бидат донесени од страна на општините, не можеме да зборуваме за опфат на 25% точно. Зеленило. 20% зеленило, да, и 25 метри квадратни, точно, се согласувам. Мора да има зелен катастар од страна на општините изработено. Досега знаеме дека само град Скопје, општина Охрид ги имаат овие зелени катастри изработено, Прилеп и Битола имаат направено некој инвертар за инвертирање за видот и бројот на растенијата кои што е на нивната територија, меѓутоа не се работи за комплетен катастар, а останатите општини се уште не ни започнале. Претходно кога спомна Тања за дека општините се многу големи, јас во делот на животната средина, затоа што соработувам секојдневно со општините, со колегите кои што работат во делот на животна средина, гледам дека има многу малку луѓе. Особено во помалите општини, дури има општини каде што воопшто не се посветува внимание на животната средина и нема никој од вработените задолжен за овие прашања, а обврски малите општини имаат исто како и големите општини. Во законите не се прави разлика на мали и големи општини, обврските се сите. Во некои општини дури се дава во делот луѓето што работат во урбанизам да ги работат, комуналните дејности што ги работат, па да ги работат и работите за животна средина. Помал број општини се кои што имаат комплетно сектор или оделение за животна средина и кои што функционираат онака како што ние им препорачуваме да функционираат. Ајде тука се Костовски ќе ве прашам вас. Според вас, просторниот план до снењето дали и колку влијае на овој проблем? Сигурно дека влијае. Влијае и закочениот генерален урбанистички план во Скопје. Кој што е, да, во Скопје, кој што е и како отежнувачки фактор бидејќи последниот е донесен 2012. И истечен 2022. Нормално, затоа и на 10 години треба да се промени, затоа што некој размислил дека треба да биде нова пракса. Она што го кажа, што беше изнесено и до сега, чисто би сакал да кажам дека вие доколку донесете и одреден детален урбанистички план, не можете да претерате доколку генералниот тоа не ви го дозволува. Значи генералниот урбанистички план треба да ги намали параметрите, тој во суштина треба да диктира еден начин на хумано живење, за потоа на некој начин и општините да бидат до некаде ограничени, па дури и приватните инвеститори кои што претходно ги споменавте. Сега они можат, бидејќи на крајот од денот, да, важно е да имате одделение за животна средина и така натаму, но доколку градоначалникот нема волја да спроведе одредена политика на зелена агенда и доколку советот тоа исто така не го поддржи, вие просто тоа е невозможно. Затоа одредени параметри треба во самиот старт да се влие во суштина, еве на пример во градот Скопје, генералниот урбанистички план, тој во самата суштина еве еден апел до следниот градоначалник на градот Скопје да направи квалитетна анализа и да не дозволи потоа дуповите да бидат такви какви што се. Ќе ви илустрирам само со еден пример. Кога станав градоначалник, затекнав неколку донесени планови, внимавајте, неколку планови кои што се во тек,
И првите и вторите има А2, поточно стамбено домување со енормно голема катност. Но сето тоа, иако имал градоначалникот претходен таква волја, или што и да е, како да го наречеме, сето тоа му го дозволил ГУП-от. И мораме, затоа добро е да погледнеме во изворот на проблемот. Она што сакам да го истакнам како позитивен пример, иако имаше веќе уцртано планови со маркици за згради, еве 4 години сум градоначалник, немам издадено ниту едно одобрение за А2, поточно за стамбено домување, додека пак оние планови кои што беа во процеса веќе има предвидено висококатници и така натаму, сите се променети од прв до последен и не само што се променети, туку еве чисто за илустрација, новиот булевар велелепен булевар Убав Христијан Тодоровски Карпош, таму требаше да има неколку висококатници, голем број на високи големи куки со крајни параметри, го заменуваме со зелениво, значи станува збор за над 20.000 метри квадратни. Ќе ви дадам уште еден пример исто така што не е можеби својствено да се слушне и можеби е чудно, но не го кажувам и најмалку го кажувам за да биде тоа како да истакнам што се работи во општина Бутел, но да ви кажам дека е можно. Во процес е, а за многу кратко ќе заврши, бришеме донесен веќе план 8 маркици за згради А2, 5+5. Добре. На блокот е 16-1 мислам дека е. Небитно, тоа е кај старите отпади во општина Бутел. Сега, се соочивме тука со отпори така натаму, но пред изборите јас ветив дека тој дел и граѓаните тоа го побара треба да биде парк, во најголем дел 80% ќе се предвиди зеленило, кога општината ќе смогне сили со средства во блиски иднина и ќе изгради еден парк. Сето ова се позитивни примери кои што се надевам дека не само на бутелчани, туку и на сите останати граѓани ќе им даде позитивен пример како на дело. Треба на останатите колеги да им даде. И тоа сакам да го споменам. Нас на граѓаните и на гледачите ќе им даде пример. Ама што е со колегите ваши? Морам да го кажам тоа дека влијае. Не знам колку во пракса се спроведува, но влијае. Овој разговор често го имаме помеѓу нас, особено оние кои што доаѓаат од редовите на политичката партија од кај што доаѓам јас, од ВМРО-ДПМН. Но сето ова го кажам за да се види дека има различен пример. Не е дека квадратот во Бутел иде помалку, нешто многу и така натаму. Не, знаете како, оти велите влијае, не знам колку се применува. Еве, ревизорот вика не се применува. Добро е тоа да се подобрува, но она што затоа реков на почетокот, ќе илустрирам многу лични примери, поточно примери од општина Бутел, се со цел да се види дека има и различен пристап. Ќе контрираме со примери од други општини. Контрираме од цела Македонија можеме да земеме, не само од Скопје. Добро е да се пофали Бутел на пример во оваа прилика. Да, еве само да прашам, вие кажавте дека ќе тргнете не знам колку маркици за А2. 8. Дали е тоа на државно земјиште или на приватно? 60% државно земјиште, 40% приватно земјиште. Тие што се на приватно земјиште, нели еднашка стекнато право не може да се одземе? Не е точно, не. Може да се промени маркицата, секако дека нема максимум во условно кажано да се уништат нели 100 приватниците кои што го имаат тоа земјиште, но секако дека нема да има згради. Сега, они можат сето тоа да го оспорат, но мојата задача како градоначалник, подносно тоа што го испитав особено со Комисијата за урбанизам, дека можеме да го истераме сето ова и е во некоја завршна фаза. Имате зелен катастар? Не, нема општина Бутел зелен катастар, но и тоа сакав да го споменам. Тоа е работа која што сме ја размислувале да ја направиме, но еве да речеме и да имавме зелен катастар, а сето ова што се случува во Бутел да не се случуваше. Значи, она што е суштински да се има, ќе потенцирам политичка волја и принципи за да има разлика. Работи кои што ќе ја замајуваат јавноста, од аспект на тоа дека имаме нешто, дали имаме оделение за животна средина или зелен катастар, а на дело се случува урбано дивење, мислам дека тоа нема воопшто да ни помогне. А во нашиот случај е добро да направиме зелен катастар затоа што се поклопува и со политиката која што ја прави општина Бутел, така да е добра идеја која што се надевам дека доколку добијам следниот мандат, здравје Боже, дека ќе направиме зелен катастар. Не само што е добра идеја, туку е законска обврска која што веќе треба да биде исполнета со оглед на тоа што законот е веќе долги години во сила. А Министерството за животна средина во тој поглед има преку проекти кои што финансираат странски
ИПА програмата, например, нуди помош и за подготовка на зелени катастри и останатите документи од областа на урбаното зеленило на општините конкретно. Тоа значи дека може и овој начин да се искористи доколку има потреба. Значи имаме законска обврска, странска помош, помош од Министерството и немаме зелени катастри. Да, само град Скопје е малце специфична ситуација и зелениот катастар треба да биде на ниво на град Скопје. Мислам, секоја општина да си има зелен катастар во Скопје одвоено не оди. Треба да е на ниво на град Скопје, а општините да го полнат, да даваат податоци и да биде на едно место, значи еден катастар за целиот град, зелен катастар, каде што секој ќе си има свое учество нормално, секоја општина ќе си има свое учество. И ќе може да се планира стратегија. Проблемот е, например, град Скопје го направи зелениот катастар, ми се чини дека исто така со помош на одреден проект и некои странски донации и застана таму. Од 2021 ми се чини нема никакво ажурирање на податоците. Податоци има само тога што била надлежно што била под град Скопје, нема никакви податоци од општините. Да, тие зеленила се под град. Тој зелен катастар е комплетно, мислам, Добра, ама го имаат бар на хартија. не функционира. На хартија па го не, има. до 2021 фалат сите општини таму, така да немаме во суштина зелен катастар. Проблемот исто кај нас со тие проекти, ќе се почне проект, ќе се заврши и тука завршува се. Никој понатаму не продолжува, не се инвестира во одржување и на вистина ти да невладен го сектор, имаш. како представникот од вас, што ви кажува тоа? Нема просторен план, нема зелен катастар. Нема. Па, ни кажува дека е првенствено е незаинтересираност, не се смета за нешто што е битно и важно, ама на тоа се свидува. Значи, само улиците се битни, изградивме на тука, вамо, некоја улица, ова не се смета за битно и се сведува, значи, функционирањето на општините, давање на дозволи, пак ќе кажеме, приватни инвеститори, давање на дозволи, градење на згради, а овие работи, значи, урбаното зеленило, што еве е целта, значи, на овој извештај ревизорски. Например, примерот во Карпош, баш сега пред некоја недела се усвои во краток период се усвоја 2 укинати урбанистички планови, детални урбанистички планови, кои, значи, биле изработени пред десетина години, воопшто не се, значи, усогласени со законот за урбано зеленило и ние ги носиме денес, каде што е законска обврска, ако ти донесеш урбанистички план, да биде усогласен со законот за урбано зеленило, што значи секоја градежна парцела што е нацртана во тие дупови треба да има 20% зеленило. Донесени се овие планови, советниците во основа, така? 20% да, во основа. Во основа. Да, Тоа што сега имаме 20%, 5 во основа, 5 на 6 Не, 20% во 5 на основа. тераси. Сега, советниците беа запознаени. И покрај тоа што беа запознаени, советниците го изгласа конкретно советници на СДСМ, советници на ГРОМ и отпаднати советници од Левица и еден од ВМРО што се како независни што делуваат. Тие сите ги изгласа, значи, овие укинати детални урбанистички планови. И што понатаму сега? Кога е законска обврска. Пораката е пратена. Одиме сега со реклами и потоа се враќаме да продолжиме на исто клучните прашања што се на оваа тема. Продолжуваме со топ тема. Чакулев направивте, вие бевте дел од групата невладини кои што доставија измени на законот за урбано зеленило. Што нешто ви пречеше, што сметавте дека треба да се менува и што се случи со измените? Знам дека беа во собрание влегува лани, а не видов дека нешто прошло. Приклани влегува крајот на 2023-та, есента. Што се клучните работи тука што Па Зелен институт, би издвоиле ви? Да, Зелен институт го водеше, ја водеше оваа постапка. Добро. И беве многу, значи, многу чинители вклучени тука од граѓанскиот сектор. При измените беа во насока, значи, да нема правни празнини, број 1. Добро.
да се усогласи со законот за прекршоци, да се усогласи со законот за урбанистичко планирање, да се усогласи и со инспекцијскиот надзор, бидејќи поради неусогласеност онда имате не се спроведува ова, не се спроведува ова, казните беа многу ниски, а законот за прекршоци дозволува ако е во областа на живота средина да се 20-кратно поголеми. И измените, значи, во прекршочите одредби беа такви да се зголемат и да се усогласат, бидејќи законот предвидуваше различни категории. Воведовме прекршочни, се воведоа прекршочни одредби за тие што ги немаше. Значи, ако токму вака, ако општината нема изработена стратегија, а согласно закон треба да е изработена. Ако нема изработено план за тоа подигање, планирање на зеленило, значи да има прекршочни одредби за сите тие законски обврски на општините што се измени исто за да не биде, значи комуналниот инспектор не може да си ја казни општината, никогаш не се случува тоа, пошто тој е вработен во општината и нема да ја казни општината и тука се воведува токму за овие одредби што општината не ги спроведува да бидат вклучени државниот инспекторат за животна средина и државниот инспекторат за урбанизам и градежно планирање. Измени имаше во поими усогласување, значи со законот за урбанистичко планирање и имаше во наместо 25 метри квадратни по жител да биде минимум, значи најмалку да има 25 метри квадратни јавно зеленило, значи јавно зеленило и најмалку 50 метри квадратни вкупно. Тоа е јавно и се останато. Тука е значи приватно подворови, што треба да се брои. 50, да. Мене ми се допаѓа ова во ги читав измените, дефиниции и имате ставено што е парк. Тоа е усогласување исто со законот, да, од правилникот за локален среден парк, районски, градски парк, затоа што некои колеги ваши ги имам забележано. Мегапарк. Не, значи едно просторче колку студиово, во ред, не е многу големо, не е ни мало. И сега стаиле 3 клупи, трева, 2 дрвца, 2 клупи, отвараме парк. Чекајте, луѓе. Паркче, не знам, не можам да го сватам баш како парк и тука баш убаво си стои, но се надевам дека собрание стојат од лани, така? Вака, значи беа поднесени крајот на 2023-та, требаше да пратениците требаше да ги поднесат и да ги усвојат, меѓутоа тие рекоа крај на мандатот, па сега инаку сите се сложија, и пратениците од ВМРО и од СДСМ, значи имаше од коалициите, мислам двете најголеми коалиции беа сложни да го усвојат и остана така и рекоа во следниот мандат ќе го предложиме, меѓутоа еве не може да стигне на ред, тоа е зазнатото. Меѓутоа јас знам дека се предложи на ЗЕЛС, Зелен институт го предложи сега во мај, бараше поддршка од ЗЕЛС за законов. Мислам дека беше ставен на точка на дневен ред и мислам дека позитивно помина на управен одбор. Да, но официјално можам да го проверам тоа. Баш имаше на седница со многу точки и мислам дека доби поддршка од управниот одбор за кусок имаме и собрание годишно, мислам дека не гледам зашто да не биде. Би требало во собрание, значи ако се лобира, пошто за се мора да се лобира, би требало во собрание, значи да очекуваме во некое догледно време да Еве да надополнам и Министерството исто така во делот на прекршоците се согласува дека неопходни се измени на овој закон со оглед на тоа што комуналните инспектори се единствено надлежни за инспекцијскиот надзор. Комуналните инспектори се во склоп на општините. Во склоп на општините се јавните предпријатија за озеленување или јавните комунални предпријатија кои што ја имаат реализацијата на одредбите од законот за урбано зеленило. Како што кажа Тања, не може да дојде до пишување на некоја казна на нивните предпријатија. Во делот на физичките лица кои што паркираат на зеленило, доста се активни комуналните инспектори. За тие прекршоци надлежна е комисијата во Министерството и можам да кажам дека во последно време во Скопје, Битола, Струмица и останатите големи градови има голем број на вакви прекршоци. Казната е 50 евра, меѓутоа доста често се изрекуваат.
овие прекршоци, отсуствува делот за комуналните предпријатија, за јавните предпријатија за озеленување, за останатите правни лица кои што имаат лиценца за грижење на урбаното зеленило во општината, и сепак треба да бидат вклучени инспекторите за животна средина. Со оглед на тоа што Министерството за животна средина, која што треба да го врши надзорот на овој закон, во исто време не може да врши надзор над работата на комуналните инспектори. Од друга страна, Министерството го врши надзорот над работата на инспекторите за животна средина кои што се во општините, со оглед на тоа што има и закон за инспекција во животната средина. И во тој дел има и соработка, и комуникација, и понатамошни заеднички активности во однос на правилно спроведување на постапките. Сега што се однесува до комуналните инспектори, останува да се работи само на делот за физичките лица прекршоците кои што се поднесувани, а останатиот дел кој што е од надлежност на комуналните инспектори во однос на законот за урбано зеленило, Министерството за животна средина нема надлежност да го следи. Добро, меѓутоа, вие имате надлежност да ја следите општината, така дали има донесено стратегија за урбано зеленило, така? Дали е спроведена зошто годишен план? тука не се контролирале општините, дали донеле или не донеле? Во овој дел контролата над општините е започната од почетокот на оваа година. Минатата година, кога беше ревизијата, уште на почетокот, кога ги имавме првите средби, ни беше укажано за овој недостаток. Министерството за животна средина врши надзор на општините во сите останати делови од областа на животна средина. Урбаното зеленило, како нов закон, се уште не беше почнат, нели потребно одреден временски период за да може да се реализираат некои надлежности од страна на општините. Не можат тие веќе првата година да ги направат овие планови и стратегии. Требаше да помина некој временски рок. Оваа година веќе почнавме. Ние секоја година носиме во Министерството план за вршење надзор над општините, и тоа за кои општини кои општини. Не мислам дека сме биле во Бутел во текот на изминатите години, мислам дека. Не мислам дека сега брзо не се сеќавам. Дури мислам дека и оваа година е ставена Бутел во планот. Ќе ни дојде. Најверојатно, да. Спремај се. И сега во прашалниците кои што претходно ги подготвуваме, кои што ги даваме на општините за да се спремат, за да бидат подготвени кога ќе одиме во надзор, е вметнат и овој закон. И на крајот на оваа година ќе имаме податоци за исполнителноста на надлежностите на дел од тие општини каде што ќе одиме оваа година. А зошто дали се планира, значи навистина ние сме 2025 година, вештачка интелигенција, да не изборуваме што се прави во светов глобално па и локално. Дали е можна една едноставна дигитализација? Ете, имаме се и Министерството за дигитализација, значи да се направи еден систем каде што се тоа што е, вие треба да го мониторирате, значи да е јасно, секој општина се стави, има стратегија, нема стратегија, рокот до кога било донесен, не е донесен, за да не биде само овие општини ги гледаме сега, па после 3 години овие општини, па после 5 години не знам колку, значи да се има ажурирано во секој момент. Да. Тоа би не било, тоа Тоа би било добро да се направи во најскоро време и би било пожелно во секој случај да се олесни работата и да се добие една јасна представа и јавноста да биде полесно. И за зелен катастар, еден софтвер нека го користат сите општини. Да се обучат општините, па како да ги внесуваат податоците во тој. Затоа и се направи такво министерство, претпоставувам, нели за прв пат. Ама тоа е целта, мислам, стварно е срамота да не одиме Министерот е пешки. динамичен и дури комуницира и со ЗЕЛС имаше комуникации со некои министерства, гледам, сега ќе биде тоа процесно, добро е да се започне. Мислам дека се оди во таа насока. И ова не се комплицирани работи, ова е нешто едноставно што може да се не ова некој не знам каков софтвер треба да се направи за да функционира Па не би стварно. логика да постои министерство да финансиски не се средства. случи сето ова, така да мислам дека е Треба финансиски средства да се суштината за тоа подготви. е создадена. Минатата година Министерството одеше во насока на набавка на софтвер за надоместоци за животна средина, затоа што надоместоци на животна средина се собираат по различни основи. Треба да се има една целина, да се знае од каде доаѓаат сите пари, и тие што одат во Министерството и тие што одат во централниот буџет, и кон тоа се инвестираше. Се уште и тој софтвер не е готов, меѓутоа мислам дека ќе одиме во таа насока. Сега ќе се вратам на тоа што сметам дека е една од причините што ги немаме тие 20% што не следуваат по закони, тие 25 метри квадратни урбанистичките планови. И сега тоа го начна
и Татјана го начна дека се става приватниот пред јавниот интерес. Кој е ваш став, како градоначалник, како ќе одговорите на критиките на јавноста, на критиките на невладините, дека тие не се доволно вклучени во процесите на планирање и кога се носат и деталните урбанистички планови и дека заради економски причини кај некои општини, а негде и ради некои други причини, приватниот интерес се става врз пред јавниот интерес на граѓаните. Рековте кај вас дека не е така, сте повлекле. Доста лесно. Али ајде како представник на ЗЕЛС. Ајде како вас, пример општината, па потоа и... Најпреминугнен да споменам дека навистина сложено поминуваат тие приватни инвеститори кои што имале за цел оние планови кои што ги затекна во фаза на донесување кога ќе направат состанок со мене. Тој состанок е навистина сложен бидејќи навистина удираат во бетонски столб. И она што се бара од мене веднаш е да се размисли за тој план да се даде на хумана нота и нормално живење во тој дел, бидејќи ако дури не сакам и да вадам примери и на тој начин да политизирам во изминатиот период, значи страшни идеи имаше на територија на општина Бутел, што си викам доколку имаше друг администратор или продолжеше стариот, за жал Бутел ќе се претвореше како една соседна општина. Приватниот интерес е една работа, по однос на тоа што често го споменуваш од прески, тоа е голем факт, општините навистина можеби суштинскиот дел на финансирањето кое што го добиваат од комуналиите. Општина Бутел, но ние па сме спротивен пример. Општина Бутел е една од најсиромашните општини на територија на градот Скопје, но е некако вака директно речено. И од наплата речено, на даноци. И од тоа се собира. Не, но директно се откажавме од тие средства. Сега тука морам да, без да звучи тоа не малку политички, бидејќи темава е денеска поинаква, да пофалам владата со тоа што одвои, најде начин да додели средства на општините за да можат малку да се почувствуваат покометно, и во мојот случај тие средства идеално ми дојдоа за да можам да бидам нели градоначалник, директно кажано, да можам да имам визија и така натаму. Во таа смисла, најнапред тоа што, без да бидам сватен грешно, секако. Ги гледав годишните извештаи на неколку скопски општини. 60% од парите од да заплати. Поврзано со буџетите? Да. 50 до 60%. Зборуваме со дотациите за училиштата? Да. Да, добро, тоа е... И со дотациите за училишта, но пак огромна е сумата. Администрација околу 30% оди во одредени општини. Затоа и каже и без да видам Татјана. Четврт пат споменувам погрешно сватен, но колегите, без да навредам никој, јас наследив навистина голема администрација од која што не секој вработен ја врши својата работа како што треба, и тука треба да бидеме многу ефикасни. Јас не знам, имаше да не се навраќаме на тоа. Тоа ве прашам, како еве вие успевате, велите, ја успевам да одолевам на приватњаците, успевам на приватниот интерес да му одолевам. Да. Со колегите ваши еве седнувате, разговарате така, и у ЗЕЛС и у партија правев. Се разговарате. Онако гледаш, му кажеш, шо правиш се? Јас моите ставови... Он ти вели, неам пари, морам. Па да, и тогаш тој аргумент не е доволен, бидејќи и во Бутел би била таква ситуацијата. Со домакинско работење и со добро планирање и со толку малку пари, како во првите 2 години од мандатот, мислам дека направивме разлика како никогаш претходно. Тоа што можеби сега, тоа не доаѓа во полза на она што е суштина на политичкиот развој на држава, тоа е што поголема децентрализација, се ова го говорам како политиколог и убеден сум во тоа, но ете можеби владата во иднина треба да изнаоѓа начини на поголем што повеќе да ги помага општините, и тоа директно па можеби и не се коси со тоа ниво на децентрализација, за да тие можат да планираат одредени проекти, а да не зависат од комуналиите, бидејќи да, тоа е еден од најголемите проблеми, но факт е дека може и на тоа да се одолее. И сега кога се прават плановите, со оглед дека ГУПот е од 2012, истечен 2022, скоро 15 години. Да, за него не важат правилата од Законот за урбано зеление. Уште еднаш ако може прашањето?
за кога се прават сега плановите. Добро. Не важи законот за урбано зеленило затоа што не е донесен ГУП од како е донесен овој закон, значи од 2019. Затоа споменав претходно, голем е гревот, условно кажано, што ГУПот не е донесен согласно предвидениот рок. И сите ние страдаме поврзано со тоа. Еве, јас пример имам територија на општина Бутел, исклучително квалитетно земјиште, кој што може да се испланира многу квалитетно, но тоа што ГУПот го предвидува таму, оној стар ГУП, навистина безпредметно е јас да развивам таму лесна или било каква индустрија, а во прашање простор, не знам, еве, да илустрирам, гледано према Радишани, десниот дел од новиот булевар Христијан Тодоровски Карпош, едно велелепно, убаво место, подигнато на височини, го чекам ГУПот за да предложам, почнаа одредени работни групи, работеа, но она што денеска ми известија колегите, знаејќи дека ќе гостувам денеска тука, е дека повеќе од година дена немале состанок поврзано со ГУПот. Мислам, навистина станува збор за динамика која што не постои. И затоа следниот градоначалник на град Скопје ќе има полна рака работа, а она што ќе му биде врвен приоритет е да донесе ГУП кој што, како што кажав претходно, ќе биде со хумана нота. Значи, ќе биде со хумана нота и еве јас заслужуваме сите давам збор дека ќе бидам жесток борец кој готи да биде градоначалник, а верувам дека ќе бидат редовите на ВМРО ДПМН, сето тоа да биде изнесено на квалитетен начин. Поврзан со темава денеска за повеќе зеленило. Само да спомнам, Васка ќе ве праша, во врска со 20% зеленило по градична парцела, без разлика што ГУПот е донесен пред овој закон, ДУПот кога се носи има обврска да го следи законот. Така да сите ДУПови што се носат од кога стапил на сила законот во 2018, најголем дел треба да има значи законски се обврзани да има таа одредба. Што ви вели искуството? 20%, меѓутоа кој што кажете во Карпош се донесоа стари со застарени податоци и без тие 20%. А што ви вели искуството еве кога ги планират архитектите, кога планират јас подготвувајќи се за емисијата, што зборував со луѓе во општини, претежно скопски општини, велат тоа што ви го кажав. Наместо 20% во основа, 20% раштркано всегде низ парцелата. Измената во овој закон беше за да нема интерпретирање каде е тој 20%. Значи измената во законот беше над, под, не може да има, значи тоа е зеленило на парцелата, да нема стварно простор за интерпретација каде е тој 20%. Да, има злоупотреба, точно. Возможно на кој спрат? Дури на фасада се појавува зеленило, каде што се представува како зеленило. Морам да кажам сега малку тука објаснување во врска со тие 20%. Најголемиот проблем е што се она што го гледаме што се гради, што добило градежна дозвола е главно од постари ДУПови. Значи ДУПови донесени пред да стапи на сила овој закон. Значи ние во Карпош имаме само 2 или 3 ДУПа кои се донесени после овој закон, каде што е вметната одредбата 20%. Се друго што е на територија е пред тоа и нема 20%. И луѓе сега ќе кажат, ама види го, овој сега гради, зашто нема 20%? Затоа што ДУПот по кој тој гради нема одредба од 20%, а законот не може да важи ретроградно. ДУПот е донесен и тој не може да го смени сега ДУПот. Меѓутоа, што требало од општините да направат на ниво на град Скопје, бидејќи имале доволно време, ние сме 25-та, ова е од 2018-та. Еден детален урбанистички план има рок од трајање 5 години. Точно. Требало да се направи ревизија, значи на сите планови, особено ние што се проблематични, и да се донесат нови урбанистички, детални урбанистички планови со оваа одредба од 20% зеленило и ние немаше да ги имаме тие проблеми сега. Масовно се гради врз основа на стари и застарени планови. Тоа ми кажа и мене докато се подготвува. Вас пробаа на фасада да ви продадат зеленило. Да, има злоупотреби на покрив исто така, што е нели некоректно во крајна линија. Најблаго кажам. Добри се тој дел од измена на законот, го поздравувам на вистина и тука веќе имаме многу конкретен показател како треба да се изврши. Идеме вторбел реклами. Мамо, тато, благодарам што сте тука за мене.
Секој разговор со вас ми помага да учам и да растам. Вашето мислење и мудри совети ме инспирираат. Вашите позитивни зборови ме охрабруваат. Кога разговараме, вашиот љубезен глас создава подобар свет. Свет без врсничко насилство. Крени глас против врсничко насилство. Обштествено одговорна кампања на Мак Петру. За повеќе информации посетете го сајтот kreniglas.mk. Мамо, тато, ве сакам. Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување. Стилот се менува, а во Шпарка се банка каматата фиксна останува. Стамбен кредит во евра со фиксна каматна стапка од 3,19% и можност за фиксирање на каматната стапка до 10 години. Шпарка се банка. Верувај во иднината. Секогаш бевме сигурна поддршка при секое патување, водејќи ве илјадници километри напред. 15 години сме со вас во сите значајни моменти, создавајќи нови спомени и светла иднина, каде што започнуваат приказни полни со емоции. Тука светот е на дланка. 15 години бесконечни емоции. ТАВ Македонија. Порта кон иднината. Мост кон светот. Новите Аква Вива Спорт изотоници. Поддршка за твојата секојдневна активност. За добра хидратација. Истрајност во секоја ситуација. И енергија за секогаш да го даваш својот максимум. Совладај ги секојдневните предизвици и уживај во освежителните вкусови. Пробај ги новите Аква Вива Спорт изотоници. Животот е спорт. Новата Rexona Advanced Protection се активира со топлина на телото. Значи, колку и да ти е жешко, Rexona действува против потта и миризбата. 72 часовна постојана заштита, активирана од твојата топлина. Потрошувачки кредит за само 15 минути. Ти имаш план, ние имаме брзо решение. Аплицирај за НЛБ Виолетов потрошувачки кредит и искористи ја промотивната понуда до 30 јуни. НЛБ банка. Влегуваме во самиот финиш на емисијата со оглед на ограниченото време. Ке ви поставам, можам да ви поставам само по едно прашање за жал, а имам уште многу. Почнувам со вас, Пауновска. Што значи заштитена зона, што значи национален парк и зошто граѓаните имаат впечаток дека тие функционираат и постојат само на хартија? Законот за заштита на природа предвидува заштитени подрачја од повеќе видови, меѓу кои што спаѓа и националниот парк. Има и други видови на заштитени подрачја и во тие заштитени подрачја важат правилата за заштита на животна средина, за урбано зеленило и така натака. За сите дејности кои што се вршат во заштитените подрачја, исто така потребно е да биде спроведена оценка на влијание на животната средина и на природата, со цел да се види дали таквата дејност, дури и градење на хотел, например, ќе влијае на околината и дали ќе може понатака да се оди со понатамошната постапка со давање на дозвола за градба и останатите постапки кои што понатаму следат. Значи, тоа е првична активност од која што треба да се почне. Добро. За понатака, за да се одвива било каква дејност во рамките на заштитено подрачје. Извинете што ве прекинувам, и сега го имаме еден хотел у Охрид што се гради до вилата за преседателот што е изградена уште во времето на минатата држава и последната информација вие не сте дале проценка, така? Министерството нема дадено проценка, а веќе се гради. И тоа убаво се гради, сериозно. И што правиме сега? Мислам дека за тој хотел за кој што зборувате, дозвола за градба е дадена уназад можеби 15 години, а може и повеќе.
Така што во последно време, не сум сигурна точно која година беше измената на законот за градба, каде што за да се добие дозвола на градба се мора менува таму, да и правилниците се менуваат, и законите се менуваат, без разлика која води државата и која води општината, и се стига за да може... Сега тој дел од законот за градба се применува. Во општините Добро. обично луѓето кои што работат во делот на издавање на дозволи за градби, животна средина, се во исти канцеларии или се колеги, и никогаш ние немаме такво искуство во последните години, не била дадена дозвола за градба доколку нема претходно поминато елаборат одобрен или студија, зависи каква е дејноста, каков е проектот. Во минатото пред 15 или 20 години во Министерството, мислам дека не знам дали ќе можеме да најдеме информации за тоа. И не знам, во тој момент треба да се види со колегите кои што го работат тој дел, дали истите закони владееле и тогаш во тоа време или... Одиме со вас сега, Чакулев, со оглед дека го абсолвиравме тоа прашање, мислам го абсолвиравме, го изразговаравме за зеленилото, остануваат многу работи, но би сакал како ја гледате вие стратегијата на државата во борбата со загадувањето на воздухот. Зимото пројде, стига следно. Да. Одва иницијатива, што има да каже? Тоа прашање не сме задоволни воопшто, затоа што колку време е поминато од кога оваа влада нели ја води држава. И имаше некој план, па требаше да се види, да се направат анализи, па шо како. Меѓутоа нема ништо конкретно, значи ние и барав информација, ништо конкретно немаме видено, слушнато, прочитано, добиено дека се работи на сериозно намалување на аерозагадувањето за следната сезона, за сезоната после тоа, за во одреден краток рок од неколку 4-5 години да го доведеме во законски рамки. Само се повторува единствено нешто што го слушам, бидејќи голем проблем удел во аерозагадувањето во градовите, во населените места е од затоплување. Да. Клучното е И тука се спомнуваат тие когенеративни централи, меѓутоа ние сметаме дека тоа апсолутно нема да биде решение. На долгорочен план Знаете може. што, значи ние имаме луѓе со куки, значи тоа е, вие треба да копате улици, да носите во куките, да се копа, мислам, тие да се приклуча огромната сума на пари, значи тоа нема да го видиме ние. Значи такво решение е апсолутно несоодветно. Апсолутно несоодветно сметаме. И не гледаме ништо што стварно се води во насока што е реално, што е практично за наши услови, за наши финансиски можности и стандарди. Да, ништо тоа не слушаме. Така да тука сме комплетно незадоволни. За токму така и кога проектирале градот Кензо Танге, велат архитектите, тој планирал до овде ќе се греат на струја, до овде ќе се греат на парно, до овде на дрва, но потоа никој не го надградил тој. Костовски, вас ве оставив за крај. Проблемот покрај неискосената трева, запуштени градот, улици и слично, стигнавме до за тоа граѓаните да мора да се жалат и дека ѓубрето не се подига. Како е кај вас во општина? Што се случува таму? Не знам кој збор. Како успеа во 2025 да стигнеме да имаме проблеми со полни контейнери? За жал, како никогаш претходно, не се сеќавам дека има оваква слична ситуација. И некако проблемот е, сега, не сум стручен поднос на таа област, ама некогаш ми изгледа дека можно и зараза да избие на одредено место. Буквално станува збор за... И во оваа прилика, не би сакал да напаѓам тука, апелирам или замолувам да се собира сметот почесто. Ева со општина се собира? Не, за жал. Многу ретко, дури месечно поеднаш. Оно што е навистина проблем е што пак граѓаните најчесто вперуваат прст према општината, сметаат дека е тоа наша ингеренција и така натаму. Дури во одреден период имав и став дека добро е градот Скопје да ни ја даде таа ингеренција на нас, да, во таа смисла да немаме ние соодветен капацитет, ама секако би било подобро отколку што е
што е сега. По однос на косењето треба и хигиената на другиот дел каде што општина Бутел е надлежна, мислам дека се соочуваме добро со тој проблем. Секогаш не можеме да постигнеме во време да искосиме и така натаму насекаде, но мислам дека и како добро се соочуваат тие 40 работници кои што се задолжени на оваа тема да работат и во таа смисла, еден апел до комуналното предпријатие до комунална хигиена да почесто да го собира сметот, се со цел да не дај Боже не избие некоја зараза на територија на општина Бутел, претпоставам и на територија на градот Скопје. За жал тука не истече времето. Ви благодарам за вашето време, ви благодарам што дојдовте на топ тема што дебатиравме. Овде завршува емисијата, а вас ве поканувам да останете на програмата на телевизија Телма.